Процесот на евроинтеграција и ситуацијата со диалогот со Бугарија, безбедност и стабилноста на регионот. Ова биле прашањата за кои се интересирал специјалниот пратеник на Обединетото кралство за Западен Балкан на средбите со државно-владиниот врв. Дводневната посета на Скопје на Стюарт Пич, кој во декември ја презеде функцијата, стартуваше со состанок со шефот на државата. Беа разменети мислења и информации за актуелните состојби во земјава и регионот, како и можностите за соработка со Обединетото кралство за темите од заеднички интерес, поврзани со стабилноста и безбедноста. На средбата се разговараше и за прашањата поврзани со членството на Северна Македонија во Европската унија и тековниот диалог со Бугарија. Председателот го информираше сер Стюарт Пич за напредокот на диалогот меѓу двете земји. Председателот се заблагодари за интересот и поддршката на Обединетото кралство за македонско-бугарскиот диалог и подвече дека надминувањето на блокадата за почеток на пристапните преговори со Унијата ќе внесе дополнителна предвидливост и стабилност на Западниот Балкан, пишува во соопштението од кабинетот на Пендаровски. Високиот британски представник, во чија агенда не се предвидени изјави за медиуми, на состанокот со новиот премиер ја потврдил поддршката на неговата земја на стабилност и безбедноста на регионот. Специјалниот пратеник ја пренесе силната посветеност на Лондон за евроатлантската интеграција на Западен Балкан, како и на поддршката на неговата земја за промовирање силни, стабилни демократски институции и отворени општества. На средбата премиерот го истакна како особено значаен придонесот на Обединетото кралство во поддршката на Северна Македонија и на Западен Балкан во напредувањето на условите за безбедност, стабилност и просперитет во земјата и во регионот, соопштуваат од кабинетот на премиерот. Пич, кој има воен бекграунд, бил и шеф на генералштабот на британската армија, на средбите се фокусирал на прашањето на регионалната безбедност, имајќи ја предвид ситуацијата во Босна и Херцеговина, односите меѓу Србија и Косово, но и влијанието на релациите меѓу НАТО и Русија поради тензиите на украинско-руската граница. За ова прашање денеска разговарале шефот на дипломатијата и рускиот амбасадор во земјава Сергеј Базникин. Османи повикал на деескалација на состојбата, изнаоѓање решение преку диалог и го повторил ставот дека Северна Македонија го почитува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина во меѓународно признатите граници. Председателот Пендаровски зутре го свика Советот за безбедност на кој, како што се најавува, ќе се разгледува актуелната политички и безбедносна состојба во регионот и пошироко. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.